Добар ден, почитувани, стартува уште една нова телма амбуланта, реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Повеќе од половина жени имале некаква промена на дојката во форма на грудка барем еднаш во животот. Топчето на градата или го напипале самите, или било откриено на ултразвучен или мамографски преглед. Дали секоја промена на дојката во форма на грудка значи сериозна болест, односно карцином? Колкав дел од овие промени се бенигни, а колкав дел се малигни? Треба ли веднаш да се вклучи алармот кога ќе забележиме нешто вакво и на каков преглед да се јавиме и секако каде? На сите овие прашања денеска одговор ќе побараме од гостинката која што со мене во студиото на Телма, а тоа е доктор Мимоза Толевска, специјалист по радиодиагностика во Жан Митрев клиник. Започуваме веднаш по рекламниот блок. Со доктор Мимоза Толевска, специјалист по радиодиагностика во Жан Митрев клиник, денеска ќе разјасниме една многу значајна дилема, дали секоја промена на дојката во форма на грудка значи карцином. Докторке, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добар ден. Добар ден, добро ве најдов. Ви благодарам на поканата. За да можеме да ги разбереме ние сите гледачите, па еве и јас која што ја водам оваа емисија, промените во дојката, би било убаво да знаеме како е таа градена, сложена ли е нејзината градба? Така, значи дојката е парен орган, симетричен или асиметричен, орган кој што се среќава и кај мажите, но тој е во инволуција и истиот е сместен на предниот зид од градниот кош, пред пекторалниот мускул, односно предниот граден мускул, и е од напред обложен со кожа и масно ткиво. Во внатрешноста имаме жлездено ткиво, односно жлездени лобули, кои што се продуцираат и складираат млеко, односно продукцијата потоа преку млечни каналчиња продолжува до брадавицата. На изглед едноставно, меѓутоа дојката сепак е сложен орган со оглед на тоа дека патологијата е обемна, како на бенигни, така и на малигни промени. Споменав дека и кај мажите постојат дојки, дека се во инволуција, меѓутоа во 1%, за разлика од 99%, значи 1% од прилика е можна патологија и на дојките кај мажот. А има ли масно ткиво во дојките, во градите? Да, има масно ткиво. Значи масното ткиво е оно кое што заокружува и дава волумен, и дава облик, и е многу битна за прво естетски изглед на дојката. И секако возраста кај жената и карактеристиките кои што си ги има физиолошки, значи наследството, се оние кои што определуваат дали ткивото ќе биде повеќе жлездено или повеќе масно. Симетрични ли се дојките? Да, интересно прашање. Многу пациентки доаѓаат со истото прашање, сметаат дека е некоја патологија или се вознемирени доколку имаат разлика во големината на дојките. Убаво е да се разјасни секако, убаво прашање. Значи, природно, физиолошки, ниеден дел од телото не постои во потполна симетрија. Значи, нити лева шака со десна шака, нити во однос на долен екстремитет, лев или десен. Било кој парен орган во телото воопшто не мора да значи дека мора да биде симетричен, туку напротив е асиметричен. Така и дојките, но зборуваме за симетрија која што е присутна од млада возраст. Односно, кога девојката започнува негде после 13-14 година, кога започнува репродуктивниот период, промена значи на хормонскиот статус, кога се разбудуваат естрогените, прогестероните, почнуваат да се зголемуваат значи и по големина, форма, и тогаш може да настанат првите проблеми, значи односно естетски разлики во едната и другата дојка. Едната да е поголема од другата? Да, едната поголема од другата. Може да биде нијанса, но може да биде и од поголем обем. Ако тоа трае со години, значи, да речеме како хронично би го нарекле тоа, тогаш се работи значи за физиолошки процес, физиолошка промена и нема простор за вознемирување. Но доколку се променат дојките во период од 2-3 недели, месец, 2, во тој случај веќе имаме еден прашалник, односно пациентот треба да се појави на лекар кој што ќе направи соодветни дијагностички процедури. А се менуваат ли дојките со текот на годините? Да, секако. Значи, кај жената имаме голем број на периоди, значи од незиното раѓање па до незината, значи, најголема возраст.
Пред се најголемите промени се веднаш со негде 12-та, 13-та година, односно со почетокот на првата менарха, значи кога ќе ја добие самата девојка. Понатаму се менува структурата во самиот период доколку нели биде секако таа во бремена состојба и секако во перименопаузата, односно состојбата пред менопаузата и после менопаузата. Тоа се тие фази во кои што имаме разлика како во обем, во големина, изглед, како и во појава на промени за жал во самата дојка, како и во секој орган во телото може да се појават патолошки промени од бенигна и од малигна природа. Обично повозрастните жени имаат чувство дека во менопаузата дојките им се зголемиле. Типично ли е тоа? Така, како е поголема возраста на жената, имаме промена на тој циклус на естрогени и прогестерони хормони, што ги викаме ние. Зависно од тоа дали користи некои хормонски препарати, зависно од возраста на жената, значи секако се случуваат промени, бидејќи доминацијата на естрогените е помладите, доминацијата на прогестеронот е со годините понатаму, така да до кој степен ќе дојде и кога точно ќе настанат промени во однос на големината, зависи од многу фактори, како и од не само од хормонскиот статус, и од физичките вежби на жената, секако и од патолошки состојби кај жената, но по правило би требало да настапува од жлезденот ткиво да настане повеќе инволуција, односно да настапува повеќе присутност на масното ткиво во дојката. А за време на самиот менструален циклус се менува ли дојката? Да, секако, повторно ќе ве кажам дека тој циклус од естрогени и прогестерони кој што го има секако тој циклус кај секоја жена, настануваат промени и исто како и претходно што кажав за возрастните жени. Зошто? Затоа што естрогените се оние кои што влијаат на жлезденото ткиво, односно на оние млечни жлезди, кои што во периодот, да речеме, негде пред менструалниот циклус, се зголемуваат. Самата телесна течност во градите се зголемува, значи тие се поедематозни, поволуминозни и тогаш многу често доаѓаат пациентките со појава на болка во градите. Значи, ако таа се случува секогаш пред циклус, значи се повторува, велиме дека се работи за болка која што е циклична, значи со повторување, или пак ако не се појавува циклички, туку се појавува понекогаш во средина на циклус, почеток на циклус, тогаш е симптом болка која што не е баш типична и имаат потреба тогаш да се јават на лекар. А обично доколку сакаме да направиме некаков преглед на дојката, во кој период од менструалниот циклус е најдобро да се изведе? Така, ако зборуваме на пример за првичниот што треба нели да го прави секоја жена, тоа е така наречениот само преглед, е најдобро негде после 5-тиот ден од менструалниот циклус, кога ќе заврши. Доколку зборуваме за, имаме нели други методи на диагностицирање на проблеми со градите, тоа представува нели ултрасонографијата, односно ехото, мамографијата или магнетната резонанса. Сите тие е најдобро да се направат негде во првата половина од циклусот, затоа што се тогаш дојките порелаксирани, не толку што споменав и претходно едематозни, значи отечени, набабрени, точно, и е по-лесен прегледот и за радиологот и е по-пријатен за самиот пациент. Така да препорачливо е било кој од овој преглед да се прави, дали само прегледот или од нашите диагностички процедури, да биде во првата половина од циклусот. Доколку се направи овој преглед во првата половина во циклусот и се напипа некаква промена во форма на грудка, веднаш ли треба да се вклучи алармат? Така, не секоја промена која што ќе се напипа на само преглед, значи дека се работи за нешто што е бенигно или нешто малигно. Понекогаш и самата жлездено ткиво, во зависност од циклусот, од денот, состојбата на пациентката, па и мора да споменеме главен фактор, и исто е и самиот стрес. Некогаш и стресот може да предизвика промени на самата дојка. И сега пациентката ќе напипа, например, некаква промена, некаква тврдина, ако е единечна, ако е поединечна, како топче, да речеме, го напипа, во тој случај, и ако е после завршување на менструалниот циклус, тогаш е необходно да се јави на нормално радиолог кој што се занимава со патологијата на дојката, за да го проследи понатаму по еден алгоритам спрема состојбата во возраста и причината зашто се јавува пациентката на соодветни диагностички процедури.
Многу често напипаното тврдина, напипаното грудче може да биде од бенигна природа, негде многу висок процент, 80-85%. Тука може да го погледнеме и тој телоп, еден факт издвоивме, кој што вели дека 80%, и ја најдов таков податок, 80% од промените на дојката во форма на топче, односно грудка, се од бенигна природа и се сосема нормална појава што го следи женскиот развој. Так, да. Сосема нормална појава што го следи женскиот развој, овој дел ме изненади. Нормална појава, да, зависно и за кој тип на промена ако се појави, има зголемена честота кај некои одредени појави, кај некои помала честота, меѓутоа во однос на вкупната патологија на дојката 80-85% е она која што ние би ја заокружили како бенигна. Меѓутоа за жал постојат оние 15% кои што нели ние се бориме по целиот наш работен век да го диагностицираме, да го најдеме што порано и да по можност и го намалиме тој процент секако. Така 15 до 20%, тоа значи дека би било карцином и вела дека што порано се открие, толку подобро заради текот на болеста. Така, рано откриен карцином може да биде 100% излечив. Колку е покасен стадиумот, толку е начинот на живот понатамошен и борбата секако е отежната. Каков преглед е потребно да се направи откако ќе дојде жената кај радиолог за да се утврди дали е бенигна или пак малигна на промена или она што го напипала или пак комплетно безазлено? Така, кога пациентката нешто ќе почувствува, иако да напоменам не треба да чека за да нешто почувствува, тогаш во тој случај, да речеме, ако она нешто напипала, тогаш доаѓа кај нас на преглед и започнува со прв, ако е млада пациентка, почнува со ултрасонографскиот, значи преглед, односно ехото. Ехото нема X-зраци, тоа е најбезболна, најбезопасна метода и ја започнуваме како прва метода. Меѓутоа, ако пациентката има позитивна фамилиарна анамнеза, односно заболен во фамилијата со карцином на дојка, може да се повторило кај тетка, кај мајка, кај братучетка, значи повеќе појави на карциноми во фамилијата, без разлика на возраста, тогаш ќе правиме мамографијата малку и порано, иако препораките се од 40-та година да биде првата мамографија. Меѓутоа во овакви случаи кога постои сомневање за нешто кое ќе го Има исклучок. Ете, така ќе забележиме, например, на ехото дека нешто не е сомнително, тогаш возраста воопшто не е битна, почнуваме наредна веднаш во истиот момент и правење на првата мамографија. Дали тоа значи дека со ехо можете да потврдите бенигна промена? Во најголем 100%? процент, ехото, доколку се работи за густа дојка, значи густа дојка, можеме да речеме околу 70-80% точност во предвидувањето дека се работи за бенигна промена. Меѓутоа, пошто остануваат оние 20, 25, 15% кои што може самата ехо слика да не ни даде одговор, во тој случај остануваат до искористување на останатите диагностички методи спрема потребата, секако по одреден алгоритам кој што го прави докторот кој што ја прегледува пациентката, подлучуваме дали ќе се оди на магнетна резонанса или ќе се оди на мамографија. Најчесто мамографијата се прави како втора, затоа што без разлика на возраста ќе кажам, ако не ни е јасно ехото, правиме мамографија за да направиме до уточнување на диагнозата, бидејќи таа златен стандард на диагностика. А се случува ли некога жената да напипува некаква промена во форма на грудча, но дојката да биде премногу густа, таа да не биде видлива на ехо? Ако е грудчето напипано, а не е видливо на ехо, тогаш можеме да помислиме прво дека се работи за таква структура на дојките, но сепак мора да исклучиме со тој ехо преглед. На ехо прегледот може да забележиме голема палета, како што кажавте на почетокот, над 80% кои што се бенигни промени. Значи мораме да настојуваме да видиме што е причина за тоа грудче, затоа што има и многу, ние ги велиме тие мастопатични промени кои што спаѓаат во бенигни промени, нема отстапување некој поголемо, доколку е мастопатијата од лесен или од среден степен. Меѓутоа, ако е мастопатијата од потежок степен, ќе мора значи малце да бидеме поупорни, да бидеме 100% сигурни дека напипаното грудче кај жената на вистина нема никаков патолошки процес. Ајде да проговориме најнапред за бенигните промени, а потоа ќе проговориме и за она што значи карцином на дојка. Можеме тука да погледнеме уште еден телоп кој што вели дека многу често се јавуваат фиброаденоми, цисти, фиброцистични промени на дојката, интрадуктален папилом, промени во форма на топча кај доилки
И секако тука е карциномот на дојките, докторке, ќе одиме редоследно фиброаденоми, што се тоа, кај кого се јавува, кај помлади, кај повозрасни? Така. Фиброаденомите спаѓаат во бенигните, значи промени кои што се јавуваат во патологијата на дојката. Најголем процент, ќе ви кажам потоа зошто, најголем процент, а не 100%. Тие може пациентката самата да ги напипа или да ги најдеме на случаен преглед, бидејќи се асимптоматски, значи не прикажуваат никакви симптоми. Може некогаш да направат и некоја нелагодност, болка на пациентката, доколку се со поголеми димензии. Тие се јавуваат најчесто во возраста од 15 до 30 години. Значи во периодот, кај младите, кога на почетокот на емисијата споменав, пикот на хормоните во тој репродуктивен период е најголем. Причината за појава на фиброаденомите не се знае, но самата појава од 15 до 30 години на некој начин нас не дава една смерница дека може би се работи една од причините за појава на фиброаденомите да биде и самиот хормонски статус, значи активната состојба на хормонскиот статус на хормоните кај жената, односно девојката, бидејќи е пикот најголем во таа возраст. Има една разлика меѓу појава на фиброаденом 1 или кога има повеќе на број. Она кога е еден фиброаденом, најчесто е бениген, не е наследен, исто како фактор наследност, може да се исклучи, не мора, меѓутоа зборам статистички во најголем процент, значи ништо не е 100% комплетно во цела медицина, исто е и во дојките. А ако се работи за мултипли или кога имаме повеќе во група или на левата и десната дојка, значи фиброаденоми, во тој случај може да се работи и за фактор наследност. Многу често добиваме податок кај таа пациентка која прегледуваме дека мајката или има карцином на дојка или дека има и таа фиброаденоми. Значено е да се спомене дека фиброаденомите кои што се во поголем број, за жал, некои од нив може да променат својата структура и може да прогредираат во малигност, иако е мал процент. И затоа на пациентките многу често ќе речат, доктор, ке бенигно е, не морам да доаѓам на 6 месеци или нели како ќе препорачам. Не е така, значи мора да се следат и секоја нивна промена во облик, во изглед, било што ни е нас сумнително, ќе треба да се подложи на понатамошни следувања, најчесто биопсија, бидејќи таа е она која што го дава одговорот точен. Ни го дава точниот одговор за што се работи, за да знаеме како понатаму. А на допир како изгледаат? Фиброаденомите се во главно ограничени, тврди. Самиот назив фиброаденом значи фибро сврзно ткиво и аденом дека има во себе жлездено ткиво, значи тоа е една комбинација која што може да се зголеми и да се појави, велам, од 15 до 30 години, бидејќи потекнуваат од стромата на лобусите. Значи во градбата, на почетокот на емисијата спомнавме, во градбата спаѓаат тие млечни жлезди и доколку пикот на хормоните овдека предизвика раст, зголемување, може да предизвика и промена, па ќе станат малце и лобулирани, велиме, односно нерамни на својата површина. И во тој случај пробуваме да видиме, значи исто со палпација, односно со напипување, дали е подвижно. Битно е да биде подвижна самата промена, бидејќи карциномот е фиксиран за кожата и немаме движење воопшто во било кој смер. А фиброаденомот може да најголем број на случаи да биде, значи, слободен. Но, пак ќе кажам, повторно е потребна диагностика. А се случува ли со текот на годините да исчезне само од себе, например во менопауза? Така. Самата менопауза носи исто така промена во хормонскиот статус, што го споменувам веќе од почетокот. Значи, во фаза на инволуција, кога естрогенското дејство се намалува, прогестероните се повеќе, значи самата таа промена предизвикува и фиброаденомот да го нема оној стимулус како оној од 15 до 30 години кога има жената, значи кога е во репродуктивниот период, така да може да дојде до намалување на неговиот волумен. Многу често и случајно и на мамографијата ќе видиме класифициран фиброаденом. Тоа значи фиброаденом кој што пациентката си го носела 10-20 години и заради таа инволуција, тој климакс, всушност тој класифицира, се станува помал и воопшто не постои опасност за самата пациентка. Некој кога ќе слушнат фиброаденом, велат најдобро веднаш да го отстранам, не сакам да имам никакви грудки во градата, во дојката. Советувате таков пристап? Така. Тоа е некогаш и на барање на пациентката која што и делува на психата. Меѓутоа, како што споменав пред малку, има солитарни или еден фиброаденом и групација на фиброаденоми. Кога постои
конгломерат, односно група на фиброаденоми кои што се заедно, кога ги има и на едната и на другата дојка, кога има фактор ризик во смисол фамилиарна анамнеза позитивна за карцином, во тој случај нашиот совет е отстранување. Да. Одиме понатаму, следно се цистите на дојка, што е пак сега тоа? Так. И тоа е еден вид на тврдина која што напипува најчесто пациентката доколку цистата е голема. Тие значи може да варираат од 5 мм, ние ги нарекуваме микроцисти, до 10 см, може да бидат болни и може да бидат воопшто без никаква симптоматологија. Многу често пациентката ќе рече јас не осеќам нешто, а на ехото ќе забележиме 10 см, например, цистична формација. Сега што е интересно исто кај цистите. Тие се најголем процент бенигни, значи спаѓаат во бенигни тумори и така. Меѓутоа имаме поделба исто и кај нив. Поедноставно да објаснам, значи прости цисти и сложени, значи комплексни цисти. Кај комплексните цисти може да сретнеме одредени септации, одредени промени, густа течност и ако се по димензии големи, диагностички препорачуваме аспирациона биопсија. Значи мора да се направи се влегува со игличка и се влече од течноста на самата циста. Ако пункција? Пункција, да. Ако случајно течноста за што ќе извадиме е крвава, густа, но најчесто ако е крвава, во тој случај може да размислуваме исто така во правец на можност во иднина на промена на самата циста. И во тој случај правиме повторна брза контрола. Ако таа се повторно наполни со течност, односно крвава течност, повторно состојбата се врати на претходната пред биопсијата, во тој случај самата циста предложуваме исто така хируршки да се отстрани. На допир се специфични овие цисти? На допир се специфични во смисол што може да предизвикаат на надворешен преглед или на само преглед. На надворешен преглед забележуваме испакнување на дојката. Ако се поповршни, ако се подлабоки, може дојката да изгледа целосно зголемена и ако пациентката не може да ја напипа, забележува, тоа е тоа што споменавме и на почетокот, да се промени волуменат на дојката. Тоа може значи да стане нагло за недела, 2-3 месец ден, а доколку е видливо, значи како испапчување, некогаш реков не мора да го видиме, превземаме секако мерки и повторно консултација со лекар. А на која возраст обично се јавува овој проблем? Така, цистичните се појавуваат покасно од фиброаденомите, најчесто во периодот на предменопаузата, значи во перименопаузата, негде од 30-та до 40-та година. Исто така, имаат и они своји влијанија од хормони и така, некако фиброаденомите, меѓутоа циклично со самата појава во месецот како се нивото одвижи на хормоните, така може да биде и нивната болка или безболни. Во периодот на постменопаузата, исто така, како и фиброаденомите, може да се повлечат, воопшто да ги снема, да речеме, значи или ќе останат помали, така наречени микроцисти. Тоа е момент кога веќе ние не преземаме некои диагностички процедури. Односно оперативни зафати или аспирациони биопсии или така натаму. Тогаш само правиме брзи контроли или контроли, зависно од ситуацијата. Доколку често се полнат овие цисти со течност, може редовно да се аспирира нивната содржина? Може, меѓутоа ако се повторува веќе е состојба која, ако случајно и течноста е позаматена, покафеава или е крвава, сепак би било најдобро да се отстранат. Некои жени кои што имаат промени на дојките добиваат диагноза и фиброцистична промена на дојка. Да. Веројатно комбинација од овие две? Па фиброцистичната болест се јавува во истиот период кога се појавуваат и цистите, значи од 30-та до 50-та година. Разликата е што во фиброцистичната болест имаме голем број на цисти и во двете дојки, и тие се напипуваат, дури пациентките ќе можеме да ви кажат дека како грашок под прстите чувствуваат. Значи ние го кажуваме тоа во литература, знае да се сретне, чинија полна со грашок. Го поминувате по неизе, значи осеќате нерамнини, така нерамнини, ете така. Топчиња и таа знае да биде болна, да биде циклична, значи да зависи од хормоните и да биде некогаш со поголеми цисти, зависно од самиот циклус и претходно споменав повторно ќе се повторува, меѓутоа сакам да им доловам на пациентите зашто некогаш имаат проблеми, некогаш болки, некогаш не, а имаат цистични промени, а без болка понекогаш. И за самиот циклус, движењето на циклусот, знае и чувството на болка да биде различно, бидејќи и големината нивна се менува зависно од
промените од стресот исто така, кои што може да влијае и да ги направи да бидат поголеми, потоа се повлечат повторно и така. Доктор, ке најдов на еден податок дека барем половина од жените ќе имаат ваква промена во текот на животот. Стварно, навистина се толку чести? Фиброцистичната болест е многу честа, како и болестите како што се цистите, без разлика дали се прости или комплексни. Некаде секоја 14 жена во животот има појава барем на една циста. Така да не е нешто што треба да ги загрижува пациентките, но секако редовната контрола, редовните прегледи би требало да бидат оние кои што се први и ќе остават на лекарот да одлучи што со цистите или промените во дојката понатаму. Идеме со следната диагноза која што има малку е поспецифична во изговарањето, тоа е интрадуктален папилом. Така. Бенигно ли е? Најнапред да расчистиме? Така, спаѓа во бенигни промени, повторно, се појавува во самиот канал на млечните канали на дојката. Знае да биде и многу мало, 3-4 мм, но потоа и да порасне и на голема, како голема топка до сантим и повеќе. Истиот има тенденција, поготово ако е во поголем број, има тенденција да малигнизира, за жал. Затоа ке пациентките правиме диагностика, правиме следење и ако се во поголем број, не се чека многу, се препорачува хируршко отстранување заедно со каналот и интрадукталниот папилом се отстранува, повторно се диагностицира дали бил бениген, за да не ли имаме понатаму каков тек ќе се оди, но е препорачливо нивно отстранување заради состојбата која што може да ја доведат, односно малигнизација. Понекогаш се вуват промени на дојките и за време на бременоста, жената да напипа некаква грудка. Опасно ли е тоа? Така. И за време на доењето исто така. Да. За жал, пред забременувањето, многу од девојките кои ќе бидат после тоа, значи во бремена состојба, не доаѓаат претходно да ги прегледаат дојките. Така да во фазата на бременост, кога дојките се веќе променети заради хормоните кои што се менуваат во самото 9-то месечие, колку што се носи плодот, знаат да напипаат грудка. Многу често таа грудка е воспалителен процес, мастит, може да е од траума, самата не забележала и слично, но знае да биде и промена во смисол на цистична промена, може да биде туморозна промена со бенигна природа, но е можно и кај некој од нив да се појави секако карциномот на дојка. Значи, бременоста го поттикнува процесот на карцином, доколку имало некоја клетка некој процес, ќе се забрза или не? Го поттикнува, ќе се забрза и ќе имаме поголем раст, дали се работи за фиброаденом, дали се работи за карцином, тоа може да доведе фиброаденомите може да пораснат исто така. Да, исто. Секој хормонско влијание па и поттикнување со субституциона терапија со хормони, или некои бременности се патолошки, па се додаваат додатно хормони, може да бидат поттик за наеднаш да избувне некој процес кој што претходно бил или невидлив, непалпабилен, недетектиран, затоа што самиот процес на хормони и променување во самиот процес на бременност доведува до такви промени. Значи, се советува, исто освен посетата редовна кај гинекологот која води бременоста и самите доилки, самите бремени жени да одат на преглед барем во првото 3 месечие и уште едно до кај 9-тиот месец, бидејќи ехото е метод на избор, безболно е, нема зрачење, нема опасно за самиот плод и се препорачува кај нив исто така еден вид како скрининг, каква е состојбата на дојките во тој период. А што е со контрацептивните пилули? Го зголемуваат ли тие ризикот од појава на грудки бенигни и малигни, или пак во време на менопаузата некои жени кои што имаат исклучително силни непријатни симптоми како што е препотување, топли бранови, промена во расположение, зимаат хормонска терапија, може ли таа да представува ризик фактор за некаков проблем со дојките? Секако, значи субституциона терапија, поготово она која што содржи естрогени во себе, е она која што го поттикнува растот, развојот и појавата. Значи ние точно причината за карцином појава не ја знаеме. Постојат ризик фактори во кои што можеме да зборуваме дека е еден од причините кои придонесува за појава на карциномот на дојка. Такви се и контрацептивите кои што ако се користат подолг период може да доведат до оваква состојба. Не е 100%, меѓутоа статистиката во однос на ризиците, ризикот е така зголемен доколку е користењето во подолг период.
Ке нив препорачувате почести прегледи на дојка? препорачуваме, бидејќи и они самите во текот на користењето или кога преминуваат гинеколозите инвитро фертилизацијата, кога ја спроведуваат, знаат да осетат промени во дојките, па да дојдат да се појават, да има некои цистични промени и така. Сета таа флуктуација на хормонскиот статус придонесува да можност или ризик за појава на некаква промена во градите. Ајде да преминеме на промените во форма на грудка кај доилките. Зашто најчесто се работи? Кај доилките најчесто, ако се јави нагло, значи болка во градите, црвенило, оток, зголемена дојка, доилката избегнува да дои од таа страна заради изразена болност и од самата мамила, односно брадавица. Детето не може од таа страна да го стави заради изразената болност, тоа е најчесто појава е на маститис. Значи, маститисот е бенигна појава која што може да се појави кај доилките и не е за загрижување. Меѓутоа е потребно брза реакција, значи за неколку дена, ако воспалението не се смирува, со одмолзување и сите совети што ќе им ги даде секако и гинекологот и педијатарот со кој се постојано нели во контакт, би требало да посетат и радиолог, за да може да им даде насока како понатаму треба да постапат во однос на смирувањето на оваквите симптоми. Некогаш дури можеме да дадеме и мораме да дадеме и антибиотска терапија, ако самото воспаление не може да го смириме на друг начин. Знае да биде многу болно, пациентките доаѓаат многу вознемирени, велат маицата ми смета, не можам ништо да ставам на мене, толку многу знае да биде болката јака, значи сензацијата е многу изразена. Се случува и тоа, да. Велат дека доењето е заштита од појава на карцином на дојка, но сте забележале ли примери каде што се развил карцином во овој период од животот? Така. Во фактори на ризик не е исклучено во смисол дека ако дои пациентката дека нема да се појави карциномот на дојка, значи не е заштита. Во препораката стои дека треба да се дои, меѓутоа најчесто во склоп на тоа недоење можам да го ставам нераѓање. Значи, оние пациентки што ги нарекуваме стручно нули пара, жени кои што не доеле, не раѓале, се ставени во групата на жени кои што се под ризик да настане карцином на дојка, но не значи дека ако пациентката немала млеко, не го доела своето дете од некоја причина која може да биде и сосема безазлена, не некоја патолошка, дека ако не дои дека мора да се развие кај карцином. Воопшто не е тоа докажано, немаме докази се уште во медицината за тоа. Така бидејќи има жени кои што доеле, а кои што се развил карциномот на дојка. Секако, да. Да ги поканим и гледачите да се вклучат од овој момент во Телма амбуланта на телефонскиот број 02 3076 677. Денеска зборуваме за бенигните, но и малигни промени на дојката кај жената, значи дали секоја напипана промена, секоја грудка значи карцином. Докторката досега ги појаснуваше бенигните промени, а сега преминуваме на малигните. Дали изгледат специфично малигните промени на дојка? Можете ли веднаш по добиена мамографија да кажете, аха, тоа е тоа? Така, значи, мамографијата ни е златен стандард во диагностицирање на карциномот на дојка и настојуваме, иако се уште се бориме со таа предрасуда кај жените, дека мамографијата е болна, дека мамографијата има огромно зрачење и дека не треба да ја прават, дека треба да ја избегнуваат. Напротив, дека мамографијата ќе им предизвика карцином на дојка. Секако и тоа размислување постои, меѓутоа досегашните испитувања на светско ниво докажале дека мамографијата не предизвикува карцином на дојка. Напротив, и најмалите промени кои што може да ги детектираме не се на ехо прегледот, туку се на мамографијата. Затоа велам златен стандард е мамографијата, која што сега во поново време со развојот на техниката имаме 2D и 3D опција, значи тридимензионално добивање слика на самата градба на дојката и промените на дојката, каде ги воочуваме на многу полесен, поедноставен начин, и 2D онаа класична мамографија која што ја знаат пациентките. Морам да напоменам дека мамографијата не е воопшто иста, бидејќи порано била аналоген тип на мамографија. Сега имаме дигитален тип на мамографија, каде што болноста е намалена, притисокот на дојките е намален, комфорноста на пациентката е сосема подобрена во однос на претходно, сепак нели зависи од самот апарат, пациентката треба да внимава и каде нели оди на преглед и со какви апарати ќе биде прегледана.
Така да мамографијата ни помага во голем процент, значи околу 90%, да и без ехото да добиеме увид за некоја соодветна која промена се јавила, односно за карциномот на дојка. Затоа велам златен стандард за рано откривање, односно скрининг исто на дојките се спроведува со мамографија. Какви промени мамографот може да забележи? Мамографот може да забележи многу ситни промени, значи дали се работи за 2D или 3D, 3D секако се работи за помали димензии, знае од 5 мм па повеќе. Самата асиметрија, изгледот на градбата на дојката, фокални промени, тоа е искусен радиолог, значи со око може да ги забележи, освен тежина имаме со многу дензни, многу изразена густина кога имаме ке дојките, па тогаш мораме да користиме повеќе модалитети во диагностиката на дојката. Пред да го вклучиме гледачот, кому 2D, кому 3D мамографија препорачувате? Так, па 3D се препорачува најчесто за дензни, густи дојки, дојки кои што имаме сомневање дека можеби самата густина ќе препокрие некоја промена, па 3D ни го отвара тоа поле на гледање на самата промена во дојката. Значи прво е дензна дојка, второ е секое сомневање суспектно на ехо, добро би било да се продолжи со 3D. Повторно, ако имаме некоја густина на дојката, не е точно за инволутивни, односно масни дојки, кои што немаме веќе потреба за 3D мамографија. Ајде да го вклучиме гледачот, да го слушнеме прашањето. Добар ден. Ало, добар ден, дали се слушаме? Да, се слушаме, повелете. Пред се поздрав до вас, како водителка. Ви благодарам. И до докторката, ви благодарам на темата. Јас сум пациент кој имаше јули месец, 20 јули, операција на дојка, бениген тумор. Ме интересира кога е препорачливо да се испита пак мамографија, односно да се сними пак дојката. Значи, 10 месеци се поминати од операцијата со Не се 10, на 20 јули. На 20 јули, се извинувам. Ви благодарам за вклучувањето. Повелете. Така, благодарам за прашањето на пациентката. Значи, промената која што детектирана од страната, дефинитивно се работи за бенигна промена. Доколку нема некои други проблеми во градите, се препорачува наредната мамографија да се направи година дена од последната мамографија заедно со ехо преглед. Ако има некои пропратни промени, цистични или некои други промени кои што претходно си ги знае пациентката дека ги има, тогаш најверојатно би било препораката, бидејќи не знам точно како е состојбата на другата дојка и други промени дали има, ехото би било некаде за 6 месеци. Да го вклучим и следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Вака, до докторката прашање. Секако повелете. Преку 20 години може има више. На едната страна ми е така поотворено дупчето, како брадавички. Немам болки, одила сум на преглед. Правам контроли. Ништо не ми препорачува, од време на време само да се прегледувам и така меризба некоја има грозна и тоа е, па да прашам. Значи имате и некаква миризба, да немате уште некој подпрашање, докторке? Дали е вовлечена брадавицата кон внатре? Да, малку е вовлечена, другата е бубчеста, ама има 20 години така, одам, не сум како короната, па не сум одила, и не знам. Така, добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Докторке, што велите за овој случај? Така. Пациентката сега ми даде податок, значи дека се работи за вовлечена, ние велиме инвертирана брадавица, значи тоа е нешто што го има она со години, минимум 20 години, значи тоа е веќе она физиолошкото што го кажувам, не е сега промената настаната, бидејќи ако брадавицата се сврти кон внатре, веќе е знак на малигност и на хитност. Во случајов на пациенткава тоа трае 20 на години, значи заради самата инверзија, односно вовлекување на брадавицата кон внатре, се задржува од, да речеме, пациентката некогаш ќе се испоти од блузичката која што ја носи, значи мајичката знае да се овој дел како учаури и затоа е всушност веројатно самата понекогаш непријатна миризба. Се препорачува само по можност, ако може да извлекува понекогаш брадавицата, ако е можно, зависно од градбата сега на таа брадавица, и тоа е сосема бенигна работа. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден за него. Добар ден. Ало, добар ден. Во програма сте, повелете. Да, ви благодарам за убавата емисија, чекував долго време. Ви благодарам. Сега го слушнав истото мое прашање сега во моментот. Имам повлечена мамала, па се стално одев на контрола, ама сега во короната кога беше,
Баш последно ми беше дури на 5.2.20 година имав контрола. А колку време веќе го имате тој проблем? Повеќе време, тоа е од 2006 година. Стално одев на контрола кај доктор Горан Кондов, па сега не сум била. Така, предпоставам прашањето дали треба нешто да направите дополнителна некоја контрола. Ви благодарам за вклучувањето. Еве, уште една жена со сличен проблем. Да, со сличен проблем. Повторно се работи за обратно свртена брадавица, која што има долг период. Со оглед на тоа дека мамографијата е направена во февруар 2020, значи нејзе веќе иследува мамографија од февруар 2022, пошто не направила заради, знаеме, состојбата на ковидот, многу пациенти беа исплашени и не се јавуваа на лекар. Не е лошо да си направи повторно една мамографија со ехо преглед, за да си биде безбедна, да нема некои нови промени додека овие 3 години не е направен прегледот, иначе е сосема бенигна работа кај нејзе. Кај повозрастните жени, колку често е потребно да се прави овој преглед со мамограф? Така, мамографскиот преглед се препорачува првиот да биде од 35-та до 40-та година. Значи, најчесто кај нас се почнува од 40-та година нагоре. Мора да го направи секоја жена, значи не може да се почне само со ехо и да се заврши со ехо и да бидеме 100% сигурни. Претходно напоменав, значи процентот на ехо и мамографија заедно е 96-7%. Така да со оние 20% скратување само со ехо преглед правиме голема штета за себе доколку нешто се случува, а ние не можеме да го детектираме на ехо. Значи, мамографијата е најпрепорачлива на секои 2 години од 40-та година и така тоа се повторува. Секако има промени во снимањето, доколку се работи за масна дојка, инволутивна дојка, можеме да го зголемиме периодот и на 3 години. Ако немаме никакво сомневање и дојката е таква каква што е во ред. Меѓутоа, ако имаме некој сомневање, тогаш дури мамографијата намалуваме на еднаш годишна наредната година во случај на забележување на некакви микрокалцификати, кои што па ни се многу битни и затоа ни е мамографијата важна. Затоа што самите микрокалцификати многу често може да бидат бенигни, но може да значат знак на малигнитет. Тој малигнитет не го гледаме на ехо, бидејќи постојат само калцификати. На мамографијата гледаме само калцификати без туморска маса и ние не можеме да бидеме сигурни, значи ако не ја направиме таа мамографија, дека пациентката е со ехото сосема здрава. Значи настојуваме мамографијата да им укажеме на пациентките дека треба да продолжат да биде на секои 2 години и првата да биде на 40 години. Доколку во фамилијата имаат некој близок мајка, сестра, баба која што се појавила кај нив повторување на карциномот на дојка, а тие биле во млада возраст, например мајка 40 години, тогаш и на 30 години почнуваме со првата мамографија кај пациентката, не чекаме 40 години. Колку помлада возраст е пациентката што заболела, значи мајка, тетка, баба и така, потребно е наредните генерации да ја спуштат границата за 10 години, по потреба и порано, ако лекарот така смета на ехо, да се направи една порано мамографија за да се добие безбедност по здравје секако на пациентката. Кога жената ќе појде на мамографија, потребно ли е специјално да се подготви, да речеме, смели да користи антиперспиранти, млеко за тело? Еве, дајте ни некои насоки како се прави мамографија и какви подготовки се очекува да направи жената пред тоа. Така, најдобро е, како што споменав, да биде во првата половина на циклусот, значи веднаш после крварењето, тоа е едно. Второ, пациентката да си дојде во комотна облека, слободна, без никаков страв. Исто е важно да не користи млеко за тело. Млекото за тело е она кое што ни прави, ние велиме артефакти, значи се појавуваат оние точки на самата слика на мамографијата, која што може да ни даде аспект на микрокалцификати, кои претходно исто ги споменав, дека нешто се случува во дојката, односно дека може би карцином. Затоа не треба да се користи млеко за тело. Антиперспирантот исто по можност да не го користи за самиот преглед, затоа што и тој може, бидејќи и самата пазува во прегледот на мамографијата, правиме 4 слики, значи 2 се краниокаудални, значи од горе кон доле, и 2 се коси проекции. На самите коси проекции ја фаќаме и пазувата кај пациентката, значи едната и другата. Доколку има ставено антиперспирант, дали е тој во смисол на гел, дали е како стик, дали е како спреј, може да ни направи повторно еден аспект на микрокалцификати кои што нас ќе не загрижи и така ќе го дигне нивото на предпазливост, лажно позитивни. Ете така резултати. И затоа е препорачливо да биде пациентката без било каков тип на антиперспиранти или друга козметика која што ја користи на своето тело тој ден кога доаѓа на мамографија.
Можат ли жените кои што ќе дојдат на мамографија во Жан Митрев клиник да одберат 2D или 3D мамографија по собствен избор, или вие сте тие кои што давате насоки што им е потребно? Така. Бидејќи ќе прочитаат 3D мамографија, дава по точни резултати и слично. Така. Ако се работи за пациентки наши кои што се долг период, веќе им ја знаеме структурата и знаеме што е за нив најдобро и веднаш препорачуваме 2D или 3D. Доколку се работи за пациентка која не ја познаваме, немаме податок, прв пат доаѓа или знаеме дека се густи дојките, тогаш секако препорачуваме 3D. Значи, зависно од состојбата на пациентката, зависно од структурата на пациентката и од она што очекуваме, симптоматологијата која ќе ни ја каже, анамнезата која ќе ни ја даде во фамилијата, какво било, што било, дали она има родено, не. Значи, голем број на фактори се оние кои што ни даваат насока да одлучиме. Секако, број 1 е секако 3D мамографијата, таа е и направена за да ни олесни на нас и на пациентките за подобро посматрање на промените во дојката, бидејќи на секој милиметар добиваме заокружување на самата промена, како изгледа, дали повеќе личи на малигнитет или повеќе личи на бенигна промена. Секако, значи, е најдобро 3D мамографијата, така наречена томосинтеза, заради снимањето по агли и милиметарски прецизно ја гледаме промената. Каква е свесноста кај нас за превентивни мамографски прегледи? Превентивните или мамографски повеќето се оние што ги прегледи? правите во диагностички цели? За среќа, во години наназад споредба имаме напредок во однос на свеста на кај помладите поготово. Ми се случува да доаѓаат пациентки веќе од 20 години, 25 години, што не било тоа до сега, да речеме порано, пред 10 години, не било тоа така случај. Доаѓаат за да си видат каква им е состојбата, слушнале или прочитале на интернет. Тоа е многу добро што социјалните мрежи од една страна нели може да направат и погрешен впечаток за некои работи, меѓутоа оние што се интересираат знаат да прочитаат дека превенцијата е најважна. Превенција за карцинома дојка немаме, него е ран скрининг на некој начин, значи рано откривање на карцином. Така да колку се јави пациентката на помлада возраст, тоа е многу подобро и за нејзе, бидејќи за жал карциномот порано се јавуваше негде над 50-та година. И бевме некако на некој начин сите побезбедни дека помлада пациентка не може да заболи од карцином на дојка. За жал, во последно време се случува и ке доилки, и ке пациентки кои што не родиле се 20-25 години, 30 години, скоро имав и трудница со карцином на дојка, така да границата е спуштена и затоа тие превентивни прегледи, свесноста расте, да, но треба уште да се работи на тоа. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување и за убавите појаснувања. Ви благодарам на поканата. Почитувани, во денешната емисија ни гостуваше доктор Мимоза Толевска, специјалист по радиодиагностика во Жан Митрев клиник. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Чувајте го вашето здравје. До гледање.